Преку панел дискусија, родителите на деца со попреченост од Струмица повторно ја отворија темата за измена на Законот за социјална заштита и регулирање на нивниот статус. Тие остануваат цврсто на ставот дека овие измени се неопходни и дека државата мора системски да ги поддржи со редовни месечни примања. Родителите јасно порачаа дека не бараат ниту привилегии, ниту милостина, туку еднакви права и можности за достоинствена екзистенција, која во моментов им еускратена. Најголемиот дел од нив велат се принудени да ги напуштат своите работни места за целосно да се посветат на грижата за своето дете. Дополнување на веќе постоечки закон, всушност да се вметнат законски права на родител, биолошки родител на дете со попреченост. Што конкретно барате? Конкретно да добиеме просечна плата, месечни примања во износ на една просечна плата и ќе наполниме 60 години да добиеме пензија од државата. Може би ќе најдеме асистенти, прво и не ги следува децата со аутизам асистенти и да дојдеме до асистент. Мојот син многу тешко би го прифатил, а од кој ќе го прифатил и немат некој добар статус, може за подобро вработување и за кратко време да се откаже, а питање е веќе во втора ситуација дали ќе прифате, дали ќе најдеме. Сепак, најпрофесионално, кај нас не е битно напредокот на детето. За доктор Ѓорѓи Јанев, специјалист по медицина на трудот и доктор на науки во областа на здравствената политика и менеджмент, барањата на родителите се целосно оправдани. Тој смета дека законски измени се неопходни, но предупредува дека пред да се преземат какви било конкретни чекори, мора да се воспостави национален регистар на лица со попреченост. Прво основно од здравствен аспект ние немаме регистар на лица кои што се со попречености, за да знаеме за колкава бројка на луѓе станува збор и да изградиме здравствена стратегија што понатаму со тие лица. Освен представници од невладините организации, на панел дискусијата присуствува и голем број граѓани, пратеници, советници, стручни лица, но и представници од верските заедници. Организатор на панелот беше невладината Вера, од каде стартуваше иницијативата за измени во законот. Зоран Ѓорѓиев, за Сител телевизија.